Учесниците од Европа, Азија и Африка 3 дена ќе сликаат во Битола во рамките на меѓународната детска ликовна колонија Мал Битолски Монмартар. Младите ликовни таленти сликаат пред градскиот часовник, старата битолска чаршија и на широк сокак и веќе учествуваат во првата новина на годинешната колонија, а тоа е избор на најдобриот поединец на денот кој ќе го избираат само учесниците. Во рамките на програмските новости е и наградата најдобар ликовен педагог која ќе се додели на крајот од колонијата. How do you feel in Bitola? Oh, it's another home of my. Битола е како дом. Тоа е место кое представува рај за ликовната уметност, особено за младите. Доаѓам тука 10 години поред, а оваа година донесов и ученици. Тие доаѓаат за прв пат тука. Тука е убаво зашто се добива позитивна енергија на овој фестивал. На 27 мај ликовниот караван ќе престојува во Крушево, а на 28 мај во Охрид. Следниот ден ќе се одржи ликовниот хепенинг Рио 2016, кога учесниците ќе сликаат на тема Олимпијадата во очите на децата, а најдобрите ликовни творби ќе бидат представени на изложба во Олимпиското село во Рио де Жанеиро. Инаку 35-тото јубилејно издание започна со традиционалниот огномет и врачување на наградите за најдобрите ликовни творби кои беа представени на светската изложба во Битола.